Хитно да се донесе законот за попис кој треба да се одржи за помалку од 5 месеци. Едногласни се и од Заводот за статистика и невладините. Времето поминува, а потребна е голема организација, од создавање на пописни комисии, нивна обука, обезбедување пари и простории. Сметаат дека не смее политиката да се замеша во ова чисто статистичка операција. Да ја повториме грешка до 2011 година, барем јас лично нема дозволам никош. И тоа не е една грешка, таму има повеќе грешки. Ова операција мора да биде статистичка, мора да биде професионална. Нам, како држава, ни требаат точни податоци. Секое залажување, секој погрешен или лажен податок значи само залажување, ништо повеќе. Од тоа штета ќе имаме сите. Никој нема да има корист. Дневно-политичките користи не интересираат воопшто. Впрочем, ние не сме институција која се бави со политика, ние треба да се третираме нашата професија и тоа е нашата цел. Да нема никакви политичко-партиски притисоци. Мора пописот во суштина да се свати како исклучително важна статистичка операција, не за да си ги пребројуваме крвните зрнца и тоа колку не има или не нема, туку е многу важно да ја знаеме структурата на населението, бидејќи ниту една политика, ниту една развојна стратегија без попис не е релевантна. Во меѓувреме, во законот кој треба да го гласа собранието, веќе се дефинирани деталите на кои заглавија партиите во 2011 година. Пописот ќе го спроведува Државниот завод за статистика, а не пописна комисија. Спорното, кој се ќе влезе како население, сега е дефинирано. Оние кои живеат во земјава или се исцелени, но не повеќе од една година, како и странците кои живеат тука повеќе од една година. Нашите државјани пак кои живеат во странство ќе може еден месец пред пописот сами да се пријават преку онлайн база или пак нивни блиски да го сторат тоа за време на пописот, но само ако имаат документ со нивен матичен број. Сепак овие луѓе нема да влезат како моментално население во Македонија. Нас не требаат податоци за овие луѓе, да знаеме кој е се надвор, колку време се наоѓа таму, од каде отишол, зошто на крајот, кои се причините зашто тоа се случува, за да државата почне да спроведува или да планира одредени политики со кои што тие луѓе барем би се намалил тој иселенички бран, што ако вие покажете во едно село дека има повеќе жители од колку што навистина има. Не знам од која цел, која год да е целта да тоа се прикаже. Еве покажуваме дека има таму 5-60 деца во тоа село, а има 5 се насе. Државата ќе смета дека треба на тие деца да им се возможат подобри услови за школување, што е нормално, што е добро, и ќе изведе едно училиште за 50 деца, а има се насе 5. Ќе вложи пари, ќе ги фрли во ветер за непотребно за толку број на деца, наместо да створи супер квалитетни услови за тие 5 деца. Во 2011-та Македонија имаше обид за попис, но пред да стартува, членовите на пописната комисија се повлекоа, па се повлече и претседателката Весна Јаневска. Сега таа не сака да говори за оваа пропадната операција, но поранешното СЈО има отворено истрага против екс-лидерот на ВМРО ДПМН и премиер Никола Груевски и лидерот на ДУИ Али Ахмети, кои во тоа време беа владеачка коалиција. Сепак неизвестно е дали обвинителката Фатиме Фетаи ќе успее да ги докаже сомнежите дека пропаднатиот тогаш попис е договор меѓу лидерите. За Телма од обвинителството кое го презема случајот велат дека е пред одлука дали ќе има обвинение или не. Во меѓувреме Евростат порачува дека попис мора да има и ќе помогне во спроведувањето. Евростат го поддржува Државниот завод за статистика да ги усогласи своите статистички податоци со стандардите на ЕУ за време на предпристапниот период, вклучително и пописот на население и домување. Преку инструментот за предпристапна помош, Европската комисија обезбедува поддршка и техничка помош од европски експерти. Според предлог законот, пописот треба да започне на 1 април следната година. Ќе биде комбиниран, односно ќе се користат податоци и од дата бази, но ќе се оди и по домаќинства за граѓаните да одговорат сами дел од прашањата. За оние кои ќе дадат грешни податоци ќе следуваат санкции. Сепак познавачите се убедени дека токму државата и граѓаните ќе имаат бенефит доколку пописот се спроведе професионално. Оти само така ќе може да се креираат логични развојни проекти. Земјава е без попис од 2002-та и е единствена во Европа, а собранието кое треба да го донесе законот поради корона пандемијата никако да почне да функционира нормално.